Благодарам, председателке. Одржана беше комисија за животна средина по замислете 2 години. Со тие што дојдоа на власт, на кои што прва определба им беше чистиот воздух и здравата животна средина, сегашна опозиција, ќе ги поздравам. Немавме одржано седница за животна средина 2 години и освен тоа што го добивме како информација од службата на општина Битола, која што Битола како град со најголемо загадување можеби во Македонија нема посебна служба за животна средина, него е заедно со Одделението за урбанистичко планирање, што мислам дека не е исправно. Добивме некоја информација за спроведување на програмата за животна средина во 2021 година. Тоа се оствари препораките кои што се препишани од влада, од Министерство за здравство и Институт за јавно здравје, препорачани краткорочни мерки кои што не се спроведува во општина Битола во претходните не само 4 години, него во претходните 30 години можеби. Кога баравме чист воздух од Војчиникот, ќе додуваме во воздухот да го изчистиме. Затоа па кога дојде Наташа на власт, ни рече дека таа немала магично стапче, дека тоа преку ноќ не се средвало. Еве и после 4 години состојбата со аерозагадувањето во Битола е скроз исто како што беше и пред 7 години кога прв пат протестиравме за чист воздух во Битола. И драги колеги и од власта и од опозицијата, мислам дека е крајно време да седнеме сериозно да разговараме и да најдеме начин да го решиме аерозагадувањето во Битола. Ако е ова сработено и ако ова е програма за чист воздух во Битола со 4 странички, тогаш ништо не правиме. А уште поголемо изненадување, ние како комисија задолживме Инспекторатот за животна средина на општина Битола да ни дај извештај за колку инспекцијски надзори биле извршено во Битола, што било затекнато и останато, значи баравме некој детален извештај. Меѓутоа извештај што го добивме од инспекцијскиот надзор за животна средина на општина Битола содржи точно ни повеќе ни помалку 14 зборови. Ако за една општина како Битола, со најголемо загадување и со најголем број од болни од карцином, треба да добиваме извештаи кои содржат 14 збора, тогаш да се само распуштиме и да се уништиме сами како град. Моменталната ситуација во општината вели дека ВМРО ДПМН е на власт, на локално ниво, меѓутоа СДС е на централно ниво, и ако сега не го искористиме моментот во овие 4 години, ова раководство на општината, овие советници, да го средиме воздухот во Битола, никогаш нема да го средиме. Јас предлагам почести состаноци на Комисијата за животна средина, каде што не само ние како советници ќе работиме и ќе даваме предлози, меѓутоа крајно време е да ангажираме експерти од областа за животната средина. Ние во општината моментално немаме такви луѓе, а го имаме како најголем проблем на градот. Видовме како централната власт неколку години не лажеше со филтрите. Она што го побаравме ние во претходниот мандат, субвенционирана струја за битолчани, се уште држи вода. Кога владата може да субвенционира зелена нафта за земјоделието, кога може да субвенционира овчарство, кога може да субвенционира летови авионски на Визеир, тогаш ние сигурен сум дека во наредниот период што следува ќе бараме субвенции за живот за битолчани и кои што ако не ги добиеме по мирен пат, веднаш почнуваме повторно со протести и со блокада на градот, па нека видите наш во Скопје колку многу зависи државата од Битола. Време е проблемот со аерозагадувањето да го средиме. Јас лично имам неколку предлози, чисто ќе ги посочам сега, дали се издржани или не, ќе побараме од експерт за животната средина да ни ги кажи дали се издржани. Уште еднаш ќе ја повикам претседателката на совет почесто да одржуваме седници за животна средина. Ова зима веќе почна, тоа што го ветуваше опозицијата сегашна пред 4 години, веќе ништо не е спроведено, така да и оваа зима Битола ќе се гуши. Во овој период што следува можеме овие краткорочни мерки да ги спроведиме, меѓутоа познавајќи ги директорите кои што треба да ги спроведат овие краткорочни мерки од типот на панде од комуналец, значи почисто миење на улиците, чистење на улиците во зимскиот период кога загадувањето е поголемо, не можеме да го очекуваме се додека не се смени директорот, бидејќи директорот и во летен период не ги чистеше улиците, не очекувам ни сега дека ќе ги чисти.
Да ги искористиме краткорочните мерки кои што се препишани од Министерството за животна средина. Колку од тоа ќе можеме да имплементираме, ќе видиме понатаму. Јас лично сметам дека во Битола најбитно е да почнеме од негде. Тоа што научно е докажано при некои испитувања кои што се прави во Битола, дека најголемото загадување во Битола доаѓа од загревањето на домакинствата. Бидејќи Битола нема централно грејење, Битола нема сертифицирани дрва. Гледаме кога дрвата стигнуваат во градот, стигнуваат во месец октомври, во месец ноември за зимата, то дрво не е окей, то чади и многу загадува. Затоа јас ќе предложам на комисијата да побараме дали то со уредба на влада, дали со Министерство за шумарство, битолчани да имаат сертифицирано дрво кој што ќе го добиваат суво, спремно за обработка како препораки, спремно за горење. Еколошкиот превоз, многу битна работа во Битола, мора да ги сврлиме оние старите автобуси што загадуваат. Нешто што мора да се направи исто во Битола, бидејќи по разговорите со одделението за животна средина и урбанистичко планирање, кој што го имавме овде, а и општо и од организацијата во општината што се пожалија дека во Битола нема доволно инспекцијски надзор. Во Битола имаме еден инспектор кој што и да сака не може да стигне да сработи све што е за негова работа. Затоа предлагам, бидејќи процедурата за запослување инспектори во општина Битола е долга, за да почнеме побрзо да работиме на проблематиката со животната средина и аерозагадувањето, предлагам да се воведи редарска служба или еколошка полиција, како сакате наречете, тоа го барав и пред 4 години исто така, меѓутоа им беше гласано против, која што ќе биде нон-стоп на терен. Покрај проблемите со аерозагадувањето и со животната средина, тие ќе бидат очи и уши на градоначалникот, наши очи и уши кои што ќе пренесуваат информации. Јас го имам замислено како буквално како еколошка полиција, соседните држави го имаат тоа, еве Кавадарци го има тоа, значи има таква редарска служба, кои што ќе ни пренесуваат информации, кои се загадувачи, ќе поднесуваат до инспекторатот за животна средина кој чади, кој пали, кој фрла ѓубре, кај има затната цевка, кај има затната канализација, кај има затнати шахти. Мислам дека тоа е итно потребно на Битола. И она што го зборував преге за начинот на загревање на градинките, на јавните институции, то мора веднаш да почнеме со промена. Знам дека исто долга постапка. Меѓутоа, општината е во добра финансиска состојба, мислам дека нема представа проблем. Јас предлагам прво да почнеме од овде, од општината, да го замениме котелот за грејење, бидејќи не можеме да бидеме некои кои што бараме чист воздух и да казнуваме некои кои што загадуваат, кога општината е еден од најголемите загадувачи во општината, во градот. И мислам дека сите јавни институции треба веднаш да почнат и да ги вметнат во програмите начинот на загревање на институциите. Слушнавме дека градинките се уште се загреваат на мазут и да не се враќам назад пред 4 години кога дознавме дека се уште имаме училишта во Битола кои што се загреваат на дрва. Така да ќе ве повикам сите и власти и опозиција, вистински овај пат да седниме заеднички, да сработиме нешто за битолчани и се надевам дека оваа генерација на советници 2021-2024 ќе остане запаметена по тоа што некој конечно се обединил за здравјето и за животот на битолчани да работи заеднички. Благодарам.